Председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Насар Салмани, на 14 јули престојуваше во Кочани на работна средба со новинарите од источниот регион. При тоа тој ги информира представниците на седмата сила за законот за декриминализација, неговите суштински сегменти, како и за разноразните коментари од позитивен и негативен аспект. Салмани оцени дека законот е донесен во квалитетно спроведена процедура и дека санкциите и казнената политика кои тој ги предвидува се најдоброто за актуелните состојби во македонското новинарство. Дотолку повеќе што во него се вметнати принципите на судот во Страсбург. Денеска ние сме во Кочани со цел да ги запознаеме или да се видиме со нашите колеги од регионот на Штип и Кочани. Целта ни е да ги информираме за договорот што е постигнат за декриминализација, за деталите од законот, затоа што во јавноста има разни коментари, има и дилеми и сме тука да ги објасниме тие дилеми и од друга страна да слушаме кои се размислувањата на нашите колеги, евентуално ако имаат некоја забелешка, некој предлог како законот кој што е усогласен со владата да се подобри. Денеска сме тука не само за декриминализацијата, сакаме колегите да ги информираме и за она што ни престои во наредниот период. Вие знаете дека ќе треба да се отворат многу сериозни теми со владата, тоа е прашањето за регулирање на или утврдување на критериуми за начинот како владата ги распределува буџетските средства во име на владини кампањи. Другото прашање е околу спроведувањето на законот за радиодифузија, евентуалната идеја на владата да пристапи кон измена на тој закон и секако најголемиот предизвик според нас ќе биде прашањето за реформа на МРТВ, да видиме начини како можеме МРТВ да прерасне во вистински јавен сервис за граѓаните во Македонија. Новинарите кои присуствуваа на средбата се договорија да спроведат постапка за избор на координатор на регионалното здружение со цел да се подигне на повисоко ниво организационата поставеност и да се иницираат активности од интерес на представниците на седмата сила. Во Сдруженијето на новинарите на Македонија се зачленија и неколкумина млади новинари од Кочани, Штип и Виница.